Изградба и продажба на станови, Трим и Лум. Се поставуваат 40 камери во рамки на системот Безбеден град во двата туристички центри – Охрид и Струга. Видеонадзор ќе има на најфреквентните раскрсници и делници, на влезовите на градовите и во централното градско подрачје, на целиот патен правец кон Свети Наум и плажите, патот кон аеродромот, автопатот Охрид-Кичево, како и граничниот премин Ќафасан. Сейф Сити се очекува да ја зголеми безбедноста во сообраќајот. Сейф Сити се поставени на клучните раскрсници и ги покриваат сите тие делници. Голем број на овие учесници во сообраќајот, како што се пешаците и велосипедистите, реагираат бидејќи велосипедските патеки и велосипедските ленти им се запатени со непрописно паркирани возила. Се надеваме дека Сейф Сити и то како ќе придонесе да го отклониме овај проблем, а со тоа ќе зголемиме безбедноста. Статистиката покажува дека пешаците и велосипедистите се најзагрозените учесници во сообраќајот, а најчести причини за незгоди се преголема брзина, претекнување и управување под дејство на алкохол. И се надеваме дека овие мерки ќе бидат и како поригорозни и ќе вродат со плод, бидејќи ние како граѓани најмногу треба да работиме на развивање на свеста, бидејќи не се казните приоритет, нели човечкиот живот секогаш треба да е приоритет и да сме свесни дека од нашиве постапки зависат и другите животи. Со имплементацијата на Безбеден град, Охрид и Струга влегуваат во нова фаза на дигитален надзор во сообраќајот, со очекување да се намали бројот на незгоди и да се зголеми дисциплината кај возачите. Започнува уписот на првачиња за учебната година 2026-2027, а законски обврзници се децата родени од 1 јануари до 31 декември 2020, односно оние кои до крајот на календарската година ќе наполнат 6 години. По исклучок може неуписи на деца кои ќе наполнат 6 години до 31 јануари 2027 по претходно барање од родител или старател и мислење од педагог или психолог. Основните училишта во Охрид веќе ги објавија известувањата со детални информации за потребната документација и условите за запишување. Родителите треба да достават извод од матична книга на родени, копија од лична карта, медицинска потврда за примени задолжителни вакцини, како и потврди за офталмолошки и стоматолошки преглед. За деца со попреченост потребна е и соодветна проценка за дополнителна образовна поддршка. Уписот се врши лично во училиштата со присуство на детето, а без комплетна документација упис нема да биде возможен. Рокот трае до 29 мај. Непосредно пред почетокот на уписите, Советот на општина Охрид донесе нова одлука за реонизација со која се утврдуваат подрачјата од кои се запишуваат учениците во основните училишта. На предлог на советникот Игор Јовески изменете реонскиот опфат на основното училиште Кочо Рацин. Предлагам во делот на улица Железничка се додаде и левиот дел од улицата, односно непарните броеви од 1 до 99. Ова е по барање на жителите од населбата, имајќи предвид дека новата локација на училиштето е најблиска и несоодветна за овие ученици. Истовремено, со ова ќе се извршите осогласување во точка 3 за основно училиште Братство единство Охрид, каде овие броеви повеќе нема да бидат дел од нивниот реалски опфат. Со ова мислам дека се возможува поправедна и пофункционална распределба на учениците од овај район. Секретарот на општина Охрид Александар Китевски појасни дека ќе се има разбирање за семејствата кои веќе имаат едно дете запишано во одредено училиште според старата реонизација. Ево, добро е да знаете сите, ќе се соочиме можеби во периодот што следи, каде што одреден реон претрпел измена и доколку има случаи каде што веќе според старата реонизација едно детенце почнало на школа по старата одлука, а сега друго братче или сестриче треба почне по новата, дека тука ќе најдеме на разбирање и нема стрикно да додиме по ова реонизација, него секаде каде што има веќе едно дете што учи во тоа училиште од една куќа, да не дојде до негово
пренесување, префрлање во новото училиште, ќе има можност, ќе се дозволи другото детенце што сега ќе се запише да е во училиштето каде што ќе учи неговиот брат или сестра. Советникот Арбен Демировски предупреди дека новата реонизација може да има негативни последици за основното училиште Братство и единство. Сакам јасно да укажам дека со предложената одлука се нанесува конкретна штета на основното училиште Братство единство. Со ова измена на училиштето му се одзема цела улица од број 1 до број 99. Ова можеби и на прв поглед изгледа како мала административна корекција, но во реалност има сериозни последици. Факт е дека во ова училиште се соочуваме со намален број на ученици. Во одредени паралелки имаме и по 5-6 деца. Во такви услови секое дополнително намалување значи директен удар врз опстанокот на паралелките, а понатаму и врз опстанокот на самото училиште. На ова следеше реплика од секретарот Китески кој посочи дека проблемот со бројот на ученици не произлегува од конкретната улица, туку од досегашната практика на запишување во други училишта на децата кои според реонот требало да учат во Братство и единство. Тој нагласи дека во иднина нема да се дозволуваат отстапки од реонизацијата, што според него ќе придонесе за порамномерна распределба на учениците и стабилизирање на бројот на запишани во сите училишта. Инаку минатата година образовниот процес во основните училишта на територија на општина Охрид го започнаа 422 првачиња. Austrian Airlines го одложува воведувањето на планираната нова линија помеѓу Виена и Охрид. Линијата требаше да профункционира на 17 мај, но датумот засега е поместен на 21 јуни. Во октомври беше најавено дека за почеток австриската компанија, која е дел од групацијата Lufthansa, ќе лета еднаш неделно, а во јули и август ќе ја одржува линијата 2 пати неделно со авионот типот Airbus A320. Линијата ќе биде отворена до 18 октомври. Austrian Airlines ќе ја пополни празнината што се отвори откако Визер ја укина линијата Виена-Охрид во март оваа година. Во пресред на матурските прослави, секторот за полициски работи од општа надлежност, заедно со одсеците за превенција, оделенијата за полиција и оделенијата за криминалистичка полиција при сите сектори за внатрешни работи во државава, спроведува превентивна кампања наменета за матурантите од сите средни училишта под мотото "Одговорно слави го успехот". Кампањата се реализира преку работилници, трибини и тркалезни маси на кои со младите се отвораат теми од значење за нивната безбедност, личен развој и правилно носење одлуки. Меѓу темите што се обработуваат се спречување на семејно насилство, малолетничка деликвенција, злоупотреба на дрога, безбедно учество во сообраќајот, трговија со луѓе и врсничко насилство, како и други предизвици со кои се соочуваат младите во секојдневниот живот, информираат од Министерството за внатрешни работи. Целта на кампањата е на афирмативен и позитивен начин да им се укаже на младите дека полицијата е тука за нив, не само како институција што се грижи за безбедноста, туку и како партнер и поддршка во најважните моменти од нивниот живот. Од МВР потенцираат дека прославувањето на успехот е заслужено и важно, но уште поважно е тоа да се направи достоинствено и безбедно, со свест дека одговорноста е една од клучните особини на еден зрел и совесен млад човек. Од ноќеска на полноќ, горивата ќе се продаваат по нови повисоки цени. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, бензините ќе поскапат за 2,5 денари, а дизелот за 2 денари по литар. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 3,47%, соопштија од регулаторна. Па така новата малопродажна цена на бензинот Евросупер БС95 од ноќеска на полноќ ќе изнесува 85 денари за литар. Бензинот Евросупер БС98 ќе чини 87 денари за литар, а литар дизел ќе се продава за 93,5 денари. Екстра лесното масло ќе се продава за 98,5 денари за литар, а за мазутот новата зголемена цена ќе изнесува 49,720 денари за килограм. Кармен Боуцентар ви донесува метео.
Во Охрид денеска имавме сончево време со слаб до умерен ветер од северен правец. Максималната дневна температура достигна до 19 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево и топло, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Утринската температура од 4 степени, додека пак максималната дневна до 21 степен. Температурите во Македонија утре во интервал од 1 до максимални 27 степени. До среда следува период на релативно топло и стабилно време. Од среда попладне времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со повремени врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во петок. Од четврток локално ќе има и услови за појава на ретки грмежи.